Обичаено видеоигрите не се дел од образовниот процес, но за студентите на професорот Майкл Свит тие се задолжителен материјал. So we've been developing new classes and new curriculum. Последниве 12 месеци изработивме нова наставна програма за да ги ангажираме децата во создавање на музика и друг аудио материјал за видеоигри. Студентите учат како со музиката да доловат различни расположенија во видеоигрите, например кога демне некоја опасност, нешто слично на филмска музика. Но кај видеоигрите студентите учат техники како да ги задоволат потребите на различните играчи, бидејќи играчите се тие кои контролираат како ќе се развие играта. Филипо Бекпекос дипломирал на Беркли минатиот месец. Играчот на некој начин е режисер, така што музиката мора постојано да се адаптира, за да наликува дека е напишана за конкретниот момент на играта. Кога Бекпекос дошол на Беркли од Италија, на коледжот немало интерактивна музичка програма. Тој формирал музички клуб за видеоигри, каде по кусо време се зачлениле 300 лица. Клубот вршил притисок врз коледжот да ангажира композитор со искуство во интерактивните медиуми. Вистинскиот човек за тоа бил професорот Свит. Беркли веќе подолго време истакнува поврзаноста меѓу музиката и технологијата. Курт Бидервулф раководи со одделот за музичка синтеза формиран пред 20 години. И неговите студенти се специализираат за индустријата на видеоигри. Доколку се работи за игра од научната фантастика или нешто што се случува во Вселената, во природата не постојат звуци поврзани со овие услови и затоа тие треба да се произведат. Изминативе неколку години продажбата на видеоигри ја надмина популарната и филмска музика. Музиката креирана за видеоигрите е се попопуларна. Беркли дури има и собствен оркестар кој ексклузивно креира музика за видеоигрите.